застанеме доле на автопутеви. Граѓаните да не патуваат и да не излегуваат од дома доколку немаат поголема потреба, да носат топла облека, да конзумираат топли напитоци и доколку треба да работат на отворено, тоа да го прават со паузи. Ова се дел од препораките до граѓаните во пресред на најавениот студен бран, што според управата за хидрометеоролошки работи ќе ја зафати земјава од вечерва. Температурите се очекува во текот на ноќта да се спушта до минус 13 степени, а во недела до минус 20. За сега, како што информира на пресконференција портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев, портпаролката на Центарот за управување со кризи Надица Вичкова и директорката на Здравствен дом Скопје Татјана Баевска-Вучковиќ, состојбата е стабилна. Има прекини во сообраќајот за тешки товарни возила и на Стража и Маврови Девар, а од попладнево и на Пресека. Воздушниот и железничкиот сообраќај се одвиваат без застој. Предизвици има само во снабдувањето со електрична енергија во Тетовско и на потегот кај Шуто Оризари, на што се работи на санирање на состојбата. Сите надлежни институции се на терен и, како што рече Ѓорѓиев, ќе останат и натаму, за да одговорат на предизвиците што ќе се појават од најавеното време. Сите оние граѓани кои што немаат особена потреба за патување, апелираме да не патуваат во текот на овие неколку денови. Не се препорачува патување во овој период каде што постои комбинација на вакви два ризични фактори, ниски температури и врнежи од снег, кои што може да создадат голоморазици или пак други предизвици кои што го отежнуваат движењето и сообраќајот. Исто така, сите оние предпријатија, транспортери кои што може да ги одложат своите транспортни рути, а тоа не им предизвикува сериозна економска штета, истото да го направат, да не патуваат во овој период, затоа што е многу веројатно и известно дека на определени патни правци полицијата ќе забрани движење на тешки товарни возила или пак на било каков начин може да дојде до ограничување на движењето и сообраќајот по определени патни правци. Според Надица Вичкова од Центарот за управување со кризи, екипите на Македонија пат се на терен и се расчистува на 35 пункта ширум земјата. Сообраќајната полиција го регулира сообраќајот. На телефонскиот број за итни повици 195 примени се околу 80 корисни повици, од кои што повеќето беа од информативен карактер, односно граѓаните бараа информации за проодноста на улиците во градот Скопје. Апелираме и потсетуваме на овој телефонски број 195 за итни повици на Центарот за управување со кризи, каде што граѓаните може да пријавуваат одредени ризици и опасности кои што би настанале како последица од снежните врнежи. Директорката на Здравствен дом Скопје Татјана Баевска-Вучковиќ информираше дека итната медицинска помош е со зајакнати екипи. Денеска се направени 80 интервенции, од кои 3 скршеници и една сообраќајна несреќа. Истакна дека сите здравствени институции во земјава се подготвени да одговорат на сите можни незгоди. Ургентните центри и болниците кои што имаат оперативен дел се исто подготвени да одговорат на потребите на граѓаните, бидејќи согласно најавеното студено време се очекувани и скршениците ке граѓаните, и во таа насока повторно апелираме да се почитуваат препораките, да биде планирано и ограниченото движење, посебно за старите лица кои што тешко се движат. Апелира и до граѓаните за поголема граѓанска свест за да се надмине состојбата со помали последици.